Благодарам амбасадоре на искрениот поддржувачки говор во една ситуација, во еден контекст кога граѓанското општество во Македонија ми се чини во еден од најтешките моменти од неговото функционирање, со високи ризици од неговото обстојување, ако ова што се случува деновиве како пракса досега невидена од државните институции и притисок врз голем број граѓански организации не престане. Денешниот настан е убав повод да разговараме за тоа каква соработка е потребна помеѓу невладините организации и јавната администрација, за да може да се доведеме до степен во кој државните институции, без разлика на кое ниво на власт и без разлика на каков тип на надлежност имаат, пред се треба да манифестираат независно работење кое што ќе биде во интерес единствено на граѓаните. Се заблагодарувам на Европската Унија што ги препозна напорите на Фондацијата Отворено општество Македонија и долгогодишните заложби да работи и да делува на полето на реформата на јавната администрација и локалната самоуправа и со овој значаен проект да ја поддржи соработката на граѓанските организации со јавната администрација, а во интерес на зголемена транспарентност. Фондацијата Отворено општество Македонија ја поддржува реформата на јавната администрација уште од самиот почеток во времето кога реформата на јавната администрација беше пионерски чекор, назад во 99-та, 2000-та година, и тоа со директна помош на властите во тоа време да се подготви законот за државни службеници, да се подготви законот со кој што беше формирана Агенцијата за државни службеници, да се подготват државните службеници за различни вештини со обезбедување обуки за нивно усовршување во земјата и во странство. И паралелно со тоа отпочна пионерскиот чекор на приближување на Република Македонија по подпишување на спогодбата за стабилизација и асоциација во 2001 година кон Европската Унија, што беше исто така важен аспект, односно реформата на јавната администрација и компетентните институции беа важен аспект на тој процес, зашто фондацијата исто така вложи сериозни инвестиции. Нашите вкупни досегашни инвестиции на планот на реформата на јавната администрација и локалната самоуправа во најширока смисла на зборот надминуваат 13 милиони американски долари, и тоа директна поддршка на институциите со техничка помош и со обуки за државните службеници, но едновремено и директна помош на граѓанските организации за да можат да бидат релевантен партнер во овие процеси и во овој диалог. И тоа трае веќе 18-19 години. Има присутни овде кои што се сеќаваат на почетоците на оваа наша соработка со институциите на планот на реформата на јавната администрација, и од тоа немаме намера да се откажеме. Напротив, заложбите за транспарентна и отчетна администрација која што ќе биде компетентна и која што ќе биде професионална и која што ќе служи во интерес на граѓаните ќе ги продолжиме. Овој проект представува една убава можност, се надевам, да сето она што, иако доаѓа во еден комплетно неповолен политички контекст, и мораме да кажем и да бидеме искрени дека политичкиот контекст кој што е во моментов и кој што трае веќе подолго од 2 години, сериозно ја загрозува независноста на јавната администрација, доведе до тоа да институциите на јавната администрација станат комплетно затворени за пристапот на граѓаните и граѓанските организации, од пристап за информации кои што имаат јавен карактер, да не зборувам пристап до начинот на кој што се креираат одредени политики. Првиот чекор, се надевам и јас дека на Македонија е неспорно потребна нова влада во најбрз можен момент, за да можеме да почнеме со реформите, меѓу другото и на овој план, која што ќе покаже сериозна политичка волја и посветеност на она што извештајот од Прибе
го велеше, го вика одвојување на партијата од државата. Затоа што во реформата на јавната администрација лежат фундаментите на овој слоган, како да го кажам, одвојување на партијата од државата, а пред се во начинот на кој што ќе се именуваат и унапредуваат државните службеници, тоа мора да биде по системот на заслуги, во начинот на кој што ќе се трошат јавните пари, кои што ќе бидат планирани во соработка со граѓанскиот сектор и чиесто трошење ќе биде ставено јавно на увид на граѓаните. Тоа што граѓанските организации го направија во изминатите 7-8 месеци, беше една сериозна про боно активност во која што синергијата меѓу граѓанскиот сектор ми се чини кулминираше во еден тежок период, а зборувам за изработката на документот за итни демократски приоритети. Во едно поглавје од овој документ практично се презентирани согледувањата и препораките токму на тема реформа на јавната администрација и сметаме дека со овој проект, но и со другите напори на другите граѓански организации, особено со другите 6 проекти кои што ги споменавте, поврзани со реформата на јавната администрација, ќе може да се направи една солидна мрежа во граѓанското општество од компетентни луѓе кои што ќе може да обезбедат сериозен инпут на разните теми и подтеми поврзани со реформата на јавната администрација, но едновремено ќе успеат да обезбедат структуриран процес на широка консултација со сите засегнати страни меѓу граѓаните и граѓанските организации и со тоа да направат притисок новите власти да изработат механизми, конкретни процедури и правила според кои граѓанските организации ќе бидат вклучени во процесите на креирањето на политиките од самиот почеток па се до нивната имплементација. Острото око на граѓанските организации и нивната посветеност да будно ја следат работата на идната влада мора да биде еден од клучните аспекти за кои што ние како фондација сериозно ќе се залагаме.